Добар ви ден, драги пријатели! Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково заедно со нашата екипа на Вкусот на традицијата. Денеска за оваа емисија одлучив да ви направам една многу вкусна, здрава, прекрасна, тава со многу зеленчук. Поточно, главната улога во оваа тава ја игра тиквичката. Погледнете колку е млада, колку е цврста, полна со витамини, со минерали, вода, малку калории и уште многу други зеленчуци што сега ќе ви ги кажам. Една од моите идеи како да направам брз ручек, здрав, пролетен, да нема месо во него, а сепак да не најаде. Решението го добив на следниот начин, што ќе направам една запечена тава со тиквички и спанак и урта. Тоа е толку вкусно. Немам пржење на тиквичките, туку се ставаат свежи, оди ова на печење, а ќе видите како ќе ја направам оваа прекрасна тава со тиквички. За неа ќе ви биде потребно за 4-члено семејство 2 тиквички, каде што нема да ги лупите, само ќе ги отстраните дршките. 1 поголем патлиџан јабучар, ситно сечкан, 2 јајца, 200 грама спанак, 200 грама урда, каква и да е, може овча, кравја и така натаму, маслиново масло за посипување од озгора, а за пржењето ова масло што е од сончоглед, малку бибер, сол, 1 пиперка, ситно сечкана. Јас одлучив оваа тава да ставам лута пиперка, затоа што ја обожувам оваа тава. Ситно сечкан макдонос, малку ситно нарендано кашкавалче, или ако немате кашкавал, ставете сиренце. И презла 50 грама и малку ситно сечкано лукче. Да почнеме со работа. Најпрви, на загреаната рингла ќе испржам пиперката и патлиџанот. Прво пиперката ќе ја ставам. Така. А потоа ќе додадам и патлиџан. Додека ќе ви треба или една земјена тава, или едно плехче, каде што можете да извадите 4 парчиња од ова што ќе го печете. Оно ќе дојде како еден вид на пита во редот. Ќе подготвам тиквичката, ќе насечкам на кругови. Ни многу тенки, ни многу дебели. Во некоја средна големина. И потоа ќе ги редиме како војничиња во тепсијата. Најкејф ми и најмерак, кога ќе дојде пролет, кога имаме пипер, патлиџан, тиквичка, модар патлиџан, секога имаме. Сега ќе го ставам патлиџанот. И тој да се запржи и ќе го ставам лукчето. Така, 2-3 чешниња лук, а може и повеќе. Нека има. И сега ќе ја намалам температурата. Така. Додека ги средам тиквичките, тоа да си се пржи на тивко. Еве ми го садот, ќе го намастам малку со маслиново масло и ги редам тиквичките. А не, презлата. Сега следува презлата. Значи, ќе ја наросам тепсијата
со презла. Таа ќе биде како подлога на тавата. 50 грама или 4-5 лажици доволно е. Така. И сега вака малку ќе ја протресам и ги редам, значи, тиквичките. Таман една тиквичка пола тава и втората тиквичка. Како ова добро мириса. Ете, такова повеќе не ми треба. Сега ги редам останатите. Многу нешто брзо, навистина брзо, лесно се приготвува, а многу е вкусно. Меѓувреме повторно си промешувам, така. И сега што правам? Сега ставам сол. Врз тиквичките и малку бибер. Така. Тие ми се подготвени веќе. Сега ќе го насечкам спанаќот. Редната да ви биде вклучена на 250. Како сечкам, така ставам кај останатиот зеленчук. Да ви кажам, и сега има толку многу спанаки, понекогаш кога сум слободна и кога сум дома, така гледајќи телевизија ќе си го исчистам, ќе си го измијам и така и на листови дури го замрзнувам да ми биде подготвен, еве вака кога правам пита, кога правам некои други работи, па конкретно и за оваа тава. Оти спанаќот сакам секаде да го ставам. Ако можеш, Горан, да направиш слика од тавата, од ова што пржам. Само да го фати врелото масло. На спанаќето толку му е потребно. Мирис има. Одлично. Лукот и патлиџанот си го прават своето. Сега, тука ќе му ставам пола од Макдоносот, а пола ќе ставам кај урдата и јајцата.
Сега ќе ставам од филот врз тиквичките. И малку ќе насолам после од озгора. Ова како изгледа и ветува добар ручек. А здрав, полн со зеленчук, полн со зеленчук. Во истото тавче ќе пропржам малку урдата, значи во истото тавче. Ќе му ставам малку масленце и урдата и јајцата. Така. Тоа ќе му дојде како шлагот на тортата. И јајцата ќе ги скршам, многу малку, можам веќе и да исклучам. Значи, ќе биде оваа тава и богата со протеини, имаме урда. Така. Значи, оставаме, гледате дека немаме многу зачини во ова. Оставаме на мирисот, на патлиџанот, на пиперката, на лукчето, на спанаќот. Значи, се да си биде природно со своите собствени мириси и вкусови. Ајде така. Не мора, значи, комплетно да биде испржена, затоа што ги ја печеме. Го ставаме макдоносот. Промешувам. И сега го ставам, значи, како втор фил од озгора. Кои бои ги има, леле, која ова убавина. Ке гледате секаде барем така подеднакво да има. Онако ќе се пече под висока температура, оно само ќе си отиде на секаде. Ајде така. Ке треба малку сол да му ставам. Да, малку сол. И доволно ќе биде. Еден прстов сол и сега од озгора ќе му ставам кашкавалче. Ќе го ставам да се пече, прво затворено. Едно 15 на минути, тоа веќе ќе почне да крчка. Откако ќе почне да крчка 15 на минути. После 15 на минути до 20 отворено, но ќе намалите на 200 степени. И оваа запечена тава со тиквичка ќе биде подготвена за вашиот ручек или вашата рана вечера, како сакате. Дури ова и за појадок можете да го јадете. Останете со вкусот на традицијата.
омилена тава за печените тиквички со урда. Деликатес. Ете, гледате, ништо, значи нема капка вода, затоа што знаете дека 80 и нешто проценти е тиквичката полна со вода, но презлата си го направи своето, тоа му дојде како кора од озгора. Погледнете како убаво тоа изгледа. И што значи филот со урда, со пиперки, со патлиџанче, филупчета, како мириса. Леле, колку е добра. Да не можеш да му се изнајадеш, толку што е добра. Мераци, направете си го ова, послужете го и со салатки, и со пиперчиња, и со топло лепче, патлиџанче, со голтка македонско вино. И знаете како вела, драги мои, празните канти најсилно тропаат, најсилно звонат. Така и со луѓето. На здравје се гледаме во следната емисија со нов рецепт на денот. А вие испраќајте ни ги вашите, секогаш кога ќе можете, кога ќе сакате, на страната на Вкусот на традицијата. Довидување.